Денес тука во Битола, во Оризари, дојдовме да одадеме почит на Бошко и неговите соборци кои што пред 20 години ги положија своите животи за Македонија, за незината држава, самобитност, слобода, и тој спомен не треба да се заборави. Она што исто така сакам да го напоменам е дека тука на ова место каде што иницијативниот одбор од Оризари го направи ова спомен обележје, сметам дека во скора иднина со една подобра локална самоуправа може да биде и добар спортски рекреативен центар за жителите од оваа населба, која што е голема населба. Она што сакам да го истакнам дополнително по однос на Битола и на локалните избори кои што доаѓаат, гледаме дека не е само Петре Шилегов, тој кој што важи за мрзлив градоначалник. Веројатно голема конкуренција може да му прави и градоначалничката Наташа Петровска, која што гледаме од самата Битола и населбите во околината дека нема остварено ниту 5% од она што го ветуваше во предизборната кампања. И сметам дека битолчаните знаат тоа како да го оценат на следните локални избори, каде што според мене има многу добро расположение, со добар кандидат и реална програма, опозицијата да направи сериозен резултат. Повелете доколку имате прашања или било што на ова или други теми. Може ли ваш коментар по тоа за извештајот на Греко, каде што се нотираше работата на вице-премиерот Љупчо Николовски? Извештајот на Греко за Македонија не е добар, затоа што од 23 препораки кои што Советот на Европа ги дал за борба против корупцијата, владата исполнила само 4 целосно и 9 делумно, и најголемата забелешка на Греко е дека не може еден висок владен функционер, вице-премиер, да биде тој кој што ќе дава нападствија како да се води борбата против корупција, а друга страна истиот да биде тој кој што истражува или оценува кој ја создава таа корупција. Владата во Македонија за жал се покажа дека е најголемиот извор на корупција и според мене заради тоа сме на 111 место на борбата против корупцијата. Сметам дека извештајот на Греко е сериозна причина владата да размисли овој функционер или да не ја врши веќе таа функција, да си поднесе оставка или да не се води како вице-премиер за борба против корупцијата, затоа што станува забелешка за Македонија. И само уште две куси околу разрешувањето на директорот Пауновски и околу новиот образовен концепт на Мила Царовска кој го најавува. Околу разрешувањето на директорот на Државниот пазарен инспекторат, по однос на партискиот дел не би се мешал во внатре-партиските, би кажал, состојби на СДСМ, но како институција и како човек гледаме дека најголемата забелешка на владата по однос на директорот Пауновски беше зошто тој пркосел на премиерот и на вице-премиерот, и гледаме дека оваа влада за жал кога има такви луѓе кои што покажуваат интегритет, ги разрешува, а кога има луѓе кои што има сериозни индикации за криминогено однесување, не ги разрешува, напротив, ги унапредува или ги штити. И затоа сметам дека овој случај со директорот Пауновски само покажува дека институциите се диригирани од власта и секое покажување на самостојно мислење може да биде ризично за директорот кој што се осмелил да работи законито, а тоа не е добро за нашата држава. По однос на образованието, сметам дека проектот на Мила Царовска представува една антиреформа, би рекол, и немам подобар совет за министерката Царовска, освен тоа да ги послуша родителите на учениците и да ги послуша наставниците. Во време кога 40.000 ученици во Република Македонија или немаат пристап добар до интернет, или немаат помагала или лаптопи, не е добро да се воведува дигитално образование кој што ќе значи социјално ослојување. Дополнително, примерите од Хрватска, од Австрија, од Србија, од Грција и многу други земји кои што се понапредни во ПИСА на тие тестирања за европско ниво за образование покажуваат дека книгата била и треба да остане основното помагало на учениците и наставниците. И затоа сметам дека Мила Царовска треба или да ги послуша родителите
и наставниците, или ако не е спремна да ги послуша, да не ја прави оваа антиреформа, бидејќи ќе нанесе голема штета на цела генерација на ученици. Немало уште еден коментар за справувањето со корона кризата досега. Сметам дека справувањето со корона кризата е неуспешно, бидејќи министерот за здравство Венко Филипче, наместо да се занимава со набавка на вакцини и обука на персонал за подобра организираност во оваа пандемија, тој трчаше по провизии и Македонија остана, за жал, земја во регионот која што има најмалку имунизирано население. Колку време помина од декември, кога Филипче ветуваше дека ќе почне вакцинацијата, до денес и колку жртви човечки и жртви економски имаме како држава, покажува дека Филипче и Заев не носат само морална, туку носат и здравствена и законска одговорност за оваа штета што е направена. Прекумерната смртност за Македонија е катастрофална, а економските штети мислам дека се многу големи и затоа сметам дека тандемот Филипче и Заев со непревземање на навремени действија нанесоа голема економска и здравствена штета на државата.